Одгледувачите на овци се револтирани бидејќи се уште нема субвенции за 2021 година. Велат субвенциите доцнат, а не пак да се даваат авансно како што им ветувал министерот за земјоделство. Земјоделците рекоа дека наскоро ќе организираат протест и побараа оставка од министерот. Значи утре да не бидат пуштени субвенциите, протест ќе има. Зошто? Ради тоа што е пробиен секој рок. Субвенциите требаше да се исплатат до 30 јуни, а веќе сме крајот на август веќе ќе дојде. Немаме субвенции. Донесовме решение да побараме оставка од овој министер, бидејќи не е министер. Истиот кажа, немојте да ме притискате, ќе гледам субвенциите да ви ги исплатам во најбрз можен рок. Значи до крајот на април да ги земете субвенциите. Сточарите прашуваат како ќе купат храна и се што е потребно за стоката без тие средства. Рекоа дека иако побарале забрана за извоз на житни култури за да купат поевтина храна, државата тоа не го испочитувала, а сега храната била со астрономски цени. Велат погрешните политики во земјоделието за овие 30 години го уништиле сточниот фонд во Македонија. Што само имав еден апел до сите политичари во Македонија да мислят мало на ова гранка, на овчарството. Сварно, дали мислят да го уништиле целосно или не. Во време Југославија Македонија броеше околу 2 до 3 милиони грловци. Сега стигнавме, моментално имаме 400.000 грловци. Каснат секоја година со субвенциите, не навреме не ни исплаќат, па ова година и инфлацијата, тие пари што треба да ги иземеме, не ги јаде. 50% треба дупло пари да дајме за храна. Тие пари не вредат сега, наместо беше зопта јачмено 10 денари, сега е 20 денари, 25 денари, луцерката 15 денари е. И не ќе можеме да преживееме ние со тие пари што треба да ги земеме и тие ни ги каснат. Деновиве ќе се знаели точниот датум и локацијата на протестот на одгледувачите на овци од државава.